Здраво и добре дојдете на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам зошто водењето на дневник е толку важно и кои се неговите бенефити. Многу познати и успешни личности редовно пишуваат дневник, а истото е нешто кое што било вистина и во минатото, односно многу познати физичари, научници и популарни личности кои што биле доста успешни, пишувале дневник каде што можеле редовно да ги следат своите идеи, своите мисли, своите емоции и нормално изуми. Сега веројатно нема ни да сретнете некој психолог кој што нема да ви препорача да водите дневник, меѓутоа во последно време станува толку модерно и веќе толку многу се зборува што дури понекогаш чувствувам дека кај многу личности се наоѓа и отпор и е станато на некој начин мода, а при тоа се забораваат многу бенефити кои што се кријат во позадина зошто токму пишувањето на дневник е толку многу важно. Јас прв пат се запознав со водењето на дневник за себе рефлексија на факултетот преку предметот личен раст и развој, кој што ми е останат омилен предмет од факултетот затоа што верувам дека тоа беше единствениот предмет на кој што ние студентите бевме во допир со себе и во допир со личен раст и развој. Сепак, факултетот за психологија, односно психолог е научник за психата, не е нешто кое што исто со психотерапевт, кој што ја негува, ја лекува душата. И за мен овој предмет беше баш некако допир со тоа што јас сакам да работам, што сакам да бидам, меѓутоа и прв пат во животот на факултетот, јас паралелно уште тогаш одев на психотерапија и работев на себе, меѓутоа прв пат во животот доживеав едно искуство на факултет да можам да се сретнам со реални техники, реални нешто да го опипаш. Баш беше техника, не беше само пишувањето на дневник како техника, меѓутоа беше предмет кој што ни помагаше да можеме да бидеме во допир со себе и на некој начин прво лекувајќи се себе да може да им помогнеме и на другите, да им дадеме некои техники кои што можеби ќе им помогнат. Една од книгите со кои што се служевме беше Бидете сам свој психотерапевт, тогаш беше на српски. И знам дека многу ми беше важно затоа што е пишувано од гешталт психотерапевт, а сите вежби внатре требаше да ги поминеме за да може да го положиме предметот. Тоа не беше предмет што се полага со учење, туку само со личен раст и развој. И сега, зошто ова ви го спомнувам? Затоа што и јас самата и покрај тоа што и студирав психологија и многу работев на себе, не бев свесна за значењето на водењето на дневник, затоа што е толку многу комерцијализирано што понекогаш го гледав како па добро да се заработат пари, па добро сега ова станува модерно затоа што многу луѓе го продаваат и така натаму, без да реално застанем и да проверам што е тоа што е толку многу моќно и зошто толку многу луѓето го прават и зошто сите успешни личности досега кои што јас сум ги сретнала кажуваат пишувај дневник. Огромен отпор имав, ќе бидам искрена и си велев не верувам, имитираат еден од друг, па што е ова, па ова е досадно, па кај имам сега време ова да го правам и така натаму, се додека на овој предмет не се соочив со тоа дека јас морам да пишувам дневник, а како почнав да го пишувам, затоа што тоа беше најглавната вежба, а и прва која што мораше да ја правиме и мораше да се одвива цела една година, односно не мора да е една година, додека да не се положи предметот, кај некој тоа беше година и пол, две и повеќе. И сега, за да почнеме имавме некои правила кои што ни беа дадени, а тоа беа правилото првото и најосновното и можеби единственото важно и главно правило беше да овој дневник биде сокриен, каде што никој друг не би можел да го најде како ние, би се чувствувале пријатно и би можеле навистина во тој дневник да пишуваме работи кои што нема да се плашиме дека некој друг ќе ги прочита, нема да се плашиме дека некој ќе не осуди, нема да се плашиме дека некој за кој што пишуваме можеби ќе прочита и ќе го повредиме и така натаму, туку да може да бидеме целосно, потполно искрени самите со себе.
Она што мене тука ми беше интересно е што јас тотално имав заборавено, односно како почнав да го пишувам овој дневник, сватив дека ова е нешто кое што јас многу често го правев во моето детство. Односно дека во моето детство средовно имав дневник, споменар, пишував текстови, само што никогаш не сум ги нарекла можеби дневник, затоа што јас пишував засебни текстови. Не беше нешто што е толку многу редовно, не беше нешто кое што имаше јас вака, јас така, денес ова она, туку тоа беа интересни текстови во едно време кога премногу читав книги и сакав да бидам јас самата писател, па најверојатно фантазијата работела на тој начин што сум пишувала за себе низ проекција. И тоа е нешто кое што го правев и овој пат, односно пишував дел кој што е за мене, јас во прво лице и така натаму, меѓутоа исто така пишував и еден дел кој што беше фантазија, кој што беше мој личен печат, нешто кое што јас го носам, да ми е многу често полесно да пишувам низ проекција, да пишувам низ приказна. И зашто ова ви го споделувам? Затоа што сметам дека личното споделување понекогаш знае многу да е моќно, многу да инспирира, но морам да ви споделам дека освен што може да ве инспирира, не е нешто кое што треба или би требало или е правилно да го правите. Туку е само нешто кое што се надевам дека ќе ви помогне да ве поттикне, да видите како изгледа внатре во главата некое размислување и некаков отпор околу одредена работа, во конкретниот случај пишување на дневник. И сега, дневникот е место каде што ние може да се ги испишуваме најдлабоките чувства и емоции, најинтимните мисли, најголемите соништа. Доколку имаме чувство дека некој друг ќе го чита, најверојатно нема да бидеме искрени и затоа во било кој момент доколку почнувате да пишувате нешто вакво, некој дневник, важно е да ова биде нешто кое што никој друг нема да го пронајде. Може да биде во вашиот телефон, во ноутс и покрај тоа што е сепак стојам повеќе дека кога со рака пишуваме, многу е поавтентично и многу е поубаво за нас. Меѓутоа доколку во моментов немате таква можност, тогаш што само е веројатно тоа да се прави на некоја апликација, во ноутс, нешто што е скриено со пасворд и така натаму. Затоа што доколку некој друг не го најде, ова нема да биде алатка која што ќе биде продуктивна. Или доколку го почнувате само затоа што јас денес сум решила да споделам одредено искуство, а вие не го чувствувате тоа толку моќно и важно и нешто кое што навистина сте подготвени сега да го направите, ова ќе биде нешто кое што само механички го почнувате затоа што окей, па Елена рече дека е добро, меѓутоа нема да имате конкретна цел и затоа во продолжение јас сакам да ги споделувам сите оние бенефити кои што се кријат за секој од вас да може да се најде различна цел зошто го прави или зошто би го правел истото, да не биде само копи-паст затоа што некој друг го правел, туку да биде јас го пишувам овој дневник вака и вака, на овој мој начин затоа што мене ми е потребно тоа и тоа. Оно што го обожавам кај дневниците е да се користи креативност додека го пишувате. Дневникот не е нешто кое што мора да биде на хартија, во тој дневник, во таква и таква тетрадка. Тоа може да биде не само на било која апликација, туку може да цртате, може да боите, може да биде дневникот може да биде и цртеж, не мора воопшто да има нешто, не мора воопшто да има зборови. Може да биде пресликано на цртеж, може да биде сечени сликички од списаниот весник. Ова го кажувам затоа што пред се и како НЛП практикант свесна сум дека не сме сите толку лингвистички, да кажам, подкрепени. Некои се повеќе визуелни, некои се повеќе аудитивни. Значи за некого е многу важно да слуша подкаст и на тој начин може да му влезе подобро во неговата глава тоа што ќе го слушне, додека пак некој сака да види и да го види текстот и да го прочита истиот овој текст на блогот, затоа што за него, за нешто да влезе и да запомни, многу е важно да има одредена слика. Некои сме мешани, зависно од периодот во кој што се наоѓаме, па на повеќе начини и се адаптираме и ги развиваме другите сетила. Меѓутоа, тоа е убавината на дневникот, дека на различен начин може да се изразиме, на различен начин може да направиме на себе рефлексија и тоа да биде место безбедно каде што секое чувство, секоја мисла, секоја емоција и идеја може да биде уважена од нас.
Самото креирање делува смирувачки и поттикнува и креативност, но и релаксација. Сигурна сум дека сте сретнале дневници, боенки за возрастни, боење на мандали, цртање вакво, цртање такво, ваков дневник, онаков дневник. Токму тоа е тоа што не само што поттикнува креативност, туку дефинитивно релаксира. Или јас се сеќавам, многу ми е жал, јас верувам дека уште некој ќе се пронајде меѓутоа на предметите на кои што ми беше досадно во училиште, а верувам дека на многу часови ми било, ако ништо друго, досадно што да правам со рацете и така натаму. Напорно е да се седи по неколку часа во текот на денот. Јас постојано цртав. Или си боев, не знам дека со другарката што седевме до мене, секоја коцка на А4 формат тетрадки големи со коцки, секоја квадратче, всушност внатре го боевме со различна боја и правевме мозаики. Тоа беше баш релаксирачки, пријатно, додека не се губеше фокусот од што е она што го зборуваат наставниците или професорите подоцна. И сега, доколку немате доволно време, јас периодов во никој случај не би земала А4 формат да цртам. Меѓутоа не значи дека нема во иднина да земам. Доколку немате доволно време, доколку сте постари, доколку имате повеќе обврски и така натаму, зависи во која фаза од животот сега се наоѓате, овие креации не би ве исполнувале и верувам дека дури ќе ви бидат сега имам јас време да отварам ова, да цртам ова, да правам ова, така што затоа нагласувам дека ова се само идеи што е нешто плюс што би можело да се случува, како плюс бенефит, додека доволно е само и само да пишувате. И ништо друго. Дали ќе биде со молив, со пенкало, со фломастер, дали ќе биде пишувано со прсти, дали ќе биде на компјутер, дали ќе биде на телефон и така натаму, навистина не е битно. Битно е само да пишувате. Што представува дневникот за саморефлексија? Дневникот за саморефлексија е место каде што секојдневно може да се слушнете себе си. На ова место може да се запишат сите најцрни денови и тајни, најубави денови, сите секојдневни емоции, негативни емоции, непожелни емоции кои што се јавуваат, мисли, проблеми, благослови кои што ги имате, двоумења, интереси, буквално еден брейнсторминг на идеи кои што се јавува кај вас. Што сакате да си купите, што е нешто што ви е значајно, од намирници што треба да си ги купите до некои големи фантазии, желби што би сакале понатаму да ги имате, некои интересни случки, некои приказни кои што ви доаѓаат, песни, стихови и така натаму. Она што е важно е само да бидете искрени со себе, да се опуштите и да го извадите од себе оно кое што најмногу ве притиска. Во дневникот за себе рефлексија може да се запишат најголеми соништа, цели, планови, може да има една to-do листа, нешто кои што многу ги посакувате, поуки, пораки, цитати, мисли, неиспратени писма и одговори на многу прашања кои што се поврзани со личниот раст и развој. Со текот на времето ќе стигнете до пишување на потиснатите емоции. Многу е веројатно дека потиснатите емоции малку подоцна ќе дојдат. Не веднаш, затоа што пред се потребно да се пишува редовно овој дневник најмалку 2 до 3 месеци, за да може да се почувствуваат бенефитите и за да може да вие комплетно се чувствувате отворени, а не потиснати за да ги пишувате оние работи кои што се малку по-комплицирани, малку поинтимни и така натаму. Истото се случува и на психотерапија, истото се случува и на коучинг, на било која работа со себе. Она што е внатре потиснато, она што е подлабоко, најчесто не се појавува на првата средба, туку се појавува некаде таму на 10-та или после 10-та. И тоа е скроз нормално, затоа што ние како нашиот организам, нашето тело ги чува овие нежни работи, затоа што не штити. Тоа се одбрамбени механизми кои што пред се и покрај тоа што во одреден период веќе почнуваат да не сметаат, тие сепак во голем дел од нашиот живот не се назва служба и многу ни помагаат. Тие не одржуваат во живот. Сега, оно што е многу интересно е што после редовно пишување ќе имате можност да направите и проценка кои емоции и кои мисли доминираат изминатиот период, односно кои се вашите најголеми застои, кои се вашите предности, кои се вашите успеси. Многу е убаво да се вратите после одреден период и да прочитате. Да речеме, може да читате еднаш месечно и
нешто што јас практикувам, затоа што тоа го имам научено, најверојатно на овој предмет, не е дека некаде ми текнало, туку сум видела дека така се прави, е да после одреден период се враќам, читам и правам анализа, односно пишувам анализа кои емоции се најзастапени, кои мисли се најзастапени, дали има нешто кое што се повторува, дали има некоја голема емоција, односно тешка емоција како омраза, мрази, гади и така натаму. Нешто што навистина штрчи, што е многу нормално да се случи одреден период во животот или пак околу некоја работа. И кога ќе се вратам, она што го правев, порано го правев со боички, сега го правам само со подцртување, со заокружување на одредени зборови и со свесност дека овде нешто не чини, ова е нешто на кое што би требало да работам, овде нешто не разбирам што се случува и така натаму. И буквално дневникот всушност најмногу помага како алатка за свесност. Кои сме, што носиме, што е оно за кое што најмногу размислуваме, кои се нашите мисли, кои се нашите уверувања. И ќе се изненадите после одреден период кога ќе видите колку многу сте се промениле. Она што викаат, ова ќе ти биде смешно после. Да, навистина смешно, меѓутоа од друга страна не толку смешно колку една огромна гордост дека тоа е период кој што поминал. Тоа е период низ кој што сте пораснали, кога ќе видите дека пред 3 месеци сте се соочувале со некој голем предизвик и вие во рокот 3 месеци сте го решиле тоа. Тоа едноставно поминало, сте го надминале, начинот на кој што сте го поминале истото, ќе биде многу голема гордост. Еве како се справив, овие механизми, ова можам да го подобрам, ова ми е одлично, ова не ми е толку добро, меѓутоа не е битно, затоа што ова ми е толку одлично што јас истото можам да го користам и на друго поле во мојот живот. Тоа е таа свесност за личен раст и развој. Јас затоа викам, морам да снимам една епизода за книгите за самопомош кои што јас ги обожавам, меѓутоа знаат да бидат многу опасни понекогаш. Значи, поентата е да вие знаете кои сте вие и да знаете кои се вашите добри страни. Не може ниту една книга на светот, ниту еден професионалец на светот да ви каже вие сте вакви. Не, тоа е единствено нешто што вие може да го видите, затоа што дури и јас, без разлика, обучена сум да правам и проценка и можам да давам тестови така натаму, меѓутоа во ниту еден случај нема да кажам на клиент, ти си ваква и ваква. Можеби ќе сакам некогаш да ја поттикнам, да ја освестам, свесна ли си или да го освестам. Претежно работам со жени, па веројатно затоа по навика ми доаѓа во женски род да се изразувам. Многу ми е драго кога ме следат и машки личности, меѓутоа некако и самиот Инстаграм профил и курсевите кои што ми се за мајки и клиентките повеќе ми се жени, така што ве молам немој да некој се најде навреден или непријатно доколку се обраќам во женско лице. Она што значи, јас нема да кажам ти си ваква и ваква, туку ќе почекам на другата личност го види тоа, затоа што дури и да и кажам, свесна ли си колку си, измислувам, убава, значи давам некој хипотетички пример, доколку самата личност не е свесна колку е убава, таа не може да ме слушна мене, односно нема капацитет да ме слушна мене. Така што работата би се одвивала како може оваа личност да се освести, да стане свесност колку е убава. Го дадов како пример убава, затоа што е нешто што е лесно визуелно видливо. Меѓутоа, тоа може да биде било што, храбра, истрајна, детерминирана и така натаму. Сега, не заборавајте на правилото за пишување на дневник. Како, кога, каде и да го водите дневникот. Единствено нешто што е важно е да бидете комплетно искрени и да бидете сигурни дека нема некој да го најде и прочита, затоа што само на тој начин може да има една реална себерефлексија, односно реално да видите кој сте, што сте и за да нема притискање, потискање, да нема социјално пожелно пишување. Што многу често се случува да ние сме многу мудри, ние сите сме многу мудри, особено кога викаат луѓе и тоа е реално, леле јас на друг знам најдобар совет да му дадам, меѓутоа за себе не можам. И тоа е реалноста, не е поентата на пишувањето на дневник да биде таа мудрост која што не можеме да ја пренесеме во акција.
Затоа што тоа не е тоа што е вистински. Поентата е да ги пишувате и најлошите аспекти, оние аспекти кои што реално ги гледате, реално постојат, зашто само на тој начин се расте и се развива. Доколку седнете и пишувате само за вашата внатрешна мудрост, само за вашите силни и јаки аспекти, не е дека нема да има никаков развој, меѓутоа ќе има многу помалку развој, затоа што оние работи кои што се закржлавени, потиснати, кои што некако притискаат од страна, нема да може да ги видите. И сега тука сакам да дојдам до бенефитите на водењето на дневник, односно да споделам кои се тие најчестите кои што се, затоа што постојат огромен број на бенефити од водењето на дневник. Некои зависат и од начинот на кој истиот го водите, како и од периодот во животот во кој се наоѓате. Сега нормално не е исто во детство, тинеџерство, не е исто факултетски денови, не е исто веќе во брак, мајчинство, за работа, во старост и така натаму. И не е исто доколку се наоѓате во некоја голема животна криза или па го правите тоа рутински, односно веќе е дел од вашата рутина и го правите како начин на грижа за себе. Нешто за кое што сакам да ве поттикнам тука, затоа што многу често луѓе знаат, ама немам пари сега да купам, ама леле ова вака, ова така, па каде ќе го пишувам и така натаму, сакам само да ви кажам дека и мојот дневник изгледа многу обично. И јас намерно го имам одбрано да изгледа многу обично, за да не е многу привлечен и некој да го чита. Меѓутоа, не сум нешто многу креативна и вешта со цртање сега, периодов, ниту пак лепам, ниту декорирам, тоа е нешто кое што станало таму некаде во детството и затоа јас го користам само за пишување. Не ми треба да има не знам какви корици, не знам што внатри така натаму. Како мала, ако сум цртала сега, не е нешто кое што ме опушта, не е нешто кое што ми е убаво, тоа не е затоа што сум ригидна, туку затоа што сум свесна дека во овој период, доколку јас си дадам сега, зададам цел, дека мој дневник ќе биде ваков и ваков, дека со тие боички ќе цртам, дека толку и толку ќе цртежи ќе направам и така натаму, јас нема никогаш да го пишувам. И затоа моите правила се само пишувај редовно, пишувај секој ден во било кое време кога можеш. Најчесто тоа го правам наутро, пред да почнам со работа. Ете, ќе споделам викенд го скокам, викенд обично не пишувам, меѓутоа од понеделник до петок обавезно пишувам. И зашто ова ви го споделувам? Затоа што сакам да бидете и вие доследни во пишувањето на дневник. Кога некако од страна се носат премногу правила, вака да биде, така да биде, онака да биде, ова прашање да си го поставите, тоа прашање да си го поставите, тоа создава огромен отпор и другите личности не може да се пронајдат едноставно во таа техника и дури и да се свесни за огромниот број на бенефити, не почнуваат. Поентата е пишувањето на дневник да дојде со леснотија, да биде нешто кое што е во ваш стил. Ќе повторам, доколку сте некој кој што обожава да црта, обожава бој, сака да лепи така натаму, тоа е вистинскиот дневник за вас. Не оваа моја приказна која што јас ја споделив. Напротив, овој мојот дневник ќе ви се лоши. Никако. Тоа не е нешто што е за мене. И затоа никогаш не копирајте, само инспирирајте се. За да бидете доследни, важно е да експериментирате, да проверите во овој момент што е оно што е најдобро со вас, кога се почувствувале подобро, ако се одлучите да цртате, пример, немате доволно време, дали може понекогаш да се цртате, понекогаш не, ако само пишувате, а сакате да имате бои, така натаму, може некоја слика, некоја текстура, насловот и така натаму да го заокружите, чисто за да ви биде позабавно, попријатно и порелаксирачки, да не е само оној делот на грубо пишување, туку да има и некаква креативност и релаксација во процесот. Може да се комбинирате техники, а може би некаде во некоја наредна епизода, за да не биде премногу долго, и ќе споделам неколку моќни техники, различни моќни техники на пишување на дневник со различни бенефити и веројатно би ви било полесно доколку се соочувате со блокада да се одлучите за одреден тип на дневник. Оно што во овој период ви е најдобро. Убаво е да ви стане пишувањето дневник рутина, за да може да ги имате овие бенефити, затоа што доколку го правите само една недела, 2 дена, еднаш месечно и така натаму, овие бенефити нема да важат. Значи, за да ќе нагласам, за да може да ги видите плодовите од она што го правите, потребни ви се најмалку 60 дена,
2 месеци до 3 месеци, би кажала, доколку скокнете некој дел. И општо тоа важи за се во животот. Дури да почнете со вежбање, вашето тело околу 3 месеци му е потребно за да покаже реална промена. Дури да почнете со психотерапија, најмалку 10 средби се потребни, односно околу 3 месеци се потребни за да може да почувствувате вие промена, а камоли другите луѓе дека нешто кај вас се менува. Сега, јас ќе ги набројам бенефитите, а се надавам дека дел од овие можеби сте ги знаеле, меѓутоа верувам дека дел од овие многу ќе ве изненадат. Пишувањето на дневник го смирува и прочистува умот, ослободува од потиснати емоции и секојдневен стрес, ослободува од негативни мисли, ги уважува искуствата и емоциите, го следи процесот, односно имате простор да го следите вашиот процес и прогрес, ги подобрува когнитивните функции, остава простор да се проверат вашите мисли и емоции преку менување на перспективата, помага полесно да се остварат целите, се зајакнува и зголемува самодовербата, што е многу важно и кое што дефинитивно е нешто кое што верувам дека после одредено време ќе го забележите. Се подобруваат способностите за пишување и комуникација, зашто тоа е место каде што кога константно кажувате што мислите, што чувствувате и така натаму, самата способност за комуникација ќе ви се подобри и утре ако треба да кажете на друг како се чувствувате, ќе ви биде многу, многу полесно. Затоа што вежбањето е оно што најмногу ни помага во некои ситуации. Се намалува анксиозноста, се намалува стресот, се зајакнува меморијата, служи како одличен потсетник, служи како место за инспирација, зголемува оптимизмот, ја зголемува среќата и добросостојбата, потикнува и зголемува креативност, помага да се добие визија за животот, помага да се идентификуваат нешта кои големи се шансите да се потиснат и да не ги забележиме во текот на живењето, го зголемува целокупното чувство на благодарност за сето оно кое што веќе е присутно и го имаме во животот, помага да се најде одреден стил на изразување и комуницирање, личен печат, помага да се справиме со големите чувства на здрав и на безбеден начин, преку нивно важување и пишување, и помага во носење на одлуки, да живееме поприсутно, да останеме мотивирани. Сега има некои бенефити кои што навистина се многу интересни и многу специфични, затоа што многу истражувања ги подкрепуваат, односно ги докажуваат. Оно што за мене е многу интересно е дека пишувањето на дневник го подобрува имуниот систем кај човекот. Најверојатно тоа се должи на ослободувањето на сите тие потиснати емоции кои што ги носиме, како и нивно уважување и давање на одредена структура. Затоа што ако размислите, доколку нашата околината вашата во која што живеете, не ви ги уважува чувствата, особено доколку се потискаат негативните емоции, непожелните емоции или обратно позитивните емоции. Има многу и такви семејства кај што и позитивните емоции се потиснуваат. Доколку семејството се наоѓа во некоја криза, ние не можеме да ги уважиме, да ги примиме, да се ослободиме од нив, да ги анализираме и така натаму. И затоа, кога се пишува дневник, дневникот е место каде што се уважуваат сите овие емоции и на тој начин преку ослободување имуниот систем кај човекот се подобрува. И се дава одредена структура, односно ние точно знаеме, ова и ова се случува со мене. Јас сум тажна, не сум лута и така натаму. И нешто кое што е многу важно е тоа дека водењето на дневник помага да учиме од нашите искуства, односно се случува на момент на рефлексија на оно кое сме го научиле. И тоа го прави искуството многу продуктивно. Кога пишуваме што ни се случило денес, многу е поверојатно дека ќе напишеме и некои лекции на кои не научил денешниот ден. Значи тоа може да биде денес ми се случи ова и ова, што ми носи ова, па сега сваќам дека тоа и тоа било за мене, јас сум ваква и ваква, може би е подобро вака и вака, или се справив на одличен начин со тоа и тоа. И затоа друг бенефит кој е многу интересен и е поддржан од повеќе истражувања и студии е тоа дека водењето дневник помага да спиеме подобро. Така што доколку патите од несоница, пробајте да пишувате дневник токму пред спиење, односно да се случи оној момент на брейнсторминг, оној момент на бурене идеи, стурање на сите мисли кои што се присутни пред спиење, за да не се доживее она чувство кога ќе затворите очите тогаш да нагрнат сите мисли, туку да доволно си дадете простор да пишувате.
Им ќе се изморите и очите ќе се изморат и така натаму, им кога ќе ги затворите очите, да има веќе да постојат некои мисли кои што притискаат. Затоа пишувајте, меѓутоа ова не мора да е кратко. Тука помага и подолго време пишување, за да може тотално да се исчистат сите тие потиснати мисли. Водењето на дневник ни помага да ги решиме полесно нашите проблеми и доколку водите дневник доволно долго, многу е веројатно дека ќе се изморите да пишувате за истиот проблем. Па така природно ќе почнете да барате веќе и решенија за истиот. Значи, оно што кажав, кога ќе се вратите назад после еден месец и сега секој ден истото, најверојатно ќе застанете и ќе речете, добро, што можам да направам, како можам да го решам ова. Ова не чинат, ова сум пробала, не оди. Што е оно што не сум го пробала? Супер, ова и ова. Истото може да го пишувате во вашиот дневник, меѓутоа тоа е оној момент на како всушност реално ни помага да си ги решиме проблемите, не поттикнува да си ги решиме проблемите. И после доживување на било каков травматски настан, и ова е многу важно и затоа психолозите толку многу најверојатно притискаат да се пишува тој дневник, особено кај личности кои што доаѓаат, е доколку се случил било каков травматски настан и доколку ние пишуваме, многу често тоа ни помага да се надмине траумата. И вратете се назад во детството доколку сте пишувале дневник. Многу е веројатно дека самото пишување на дневник или било какво нешто креативно, лепење, цртане и така натаму кое што е експресија на вашите емоции, најверојатно истото тоа е оно што ви помогнало да се одржите во живот, да се одржите како дете, да може да го издржите целиот тој тежок период со кој што се соочувале. Особено кај деца, затоа што децата се многу по-емоционално неписмени од возрастните, што не значи дека нема деца кои што се многу пописмени емоционално од возрастни, меѓутоа реално капацитетот на помалото дете не е толку висок колку што е кај една зрела личност. И затоа ако се сетите, сигурно како деца сте имале некаков начин да се справувате со трауматските настани, да може да ги преживувате овие чувства, не мора да биде конкретно низ пишувањето на дневник, меѓутоа на некоја ваква креативност, на некое изразување. И верувам дека постојат уште многу други бенефити од пишувањето на дневник и се надевам дека овој подкаст ќе ви помогне да се поттикнете, да се инспирирате, да едноставно бидете малку во контакт со себе и да се запрашате дали може би е време да започнете со вашиот дневник уште денес. Ви благодарам за вниманието, се слушаме во наредната епизода. Поздрав!